Каде се крие Дедо Мраз? Денеска нашите суперхерои читаат и слушаат една многу интересна приказна. Приказната се вика Погоди каде се крие Дедо Мраз. Тоа е супер детективска приказна во која суперхероите треба да го најдат Дедо Мраз за да се запознаат лично со него. Рената, која е суперхерој во раскажување, ја започнува приказната. Една волшебна новогодишна ноќ, нашите суперхерои беа кај Владко, суперхеројот во броење. Точно на полноќ, во домот на Владко се исклучија сите светилки. Тоа значеше само едно. Доаѓа Дедо Мраз. Сите суперхерои беа будни. Ајде, другари, да изброиме колку лампиони се во форма на круг, а колку се во форма на квадрат. Сите светилки на илката светат, освен една не. Пронајди ја и кажи покрај кој лампион се наоѓа. Во каква форма е тој лампион? Точно така. Има 7 лампиони во форма на круг, 6 лампиони во форма на квадрат, а светилката која не свети се наоѓа покрај лампионот во форма на триаголник. Рената ја продолжува приказната. Кога светилките се исклучија, сите суперхерои се стрчаа кон елката. Сите очекуваа дека ќе го запознаат вистинскиот Дедо Мраз. Тие не веруваа дека Дедо Мраз за 3 секунди ќе успее да ги остави сите подароци под елката. Сепак, кога пристигнаа кај елката, сите подароци беа таму. Но Коста, суперхеројот во забележување детали, веднаш забележа нешто чудно. Чиниите со моркови и колачи не беа допрени. Што мислите, другарчиња? Зошто Дедо Мраз и неговите ирваси не каснале од колачите и морковите? Ајде да видиме колку колачи, а колку моркови има во чинијата. Во каква форма се колачите? Магдалина, суперхеројот во јадење зеленчук, веднаш изгрицка 2 морковчиња. Колку морковчиња останаа во чинијата? Погледнете и кажете што се наоѓа покрај масата од левата страна. А што има пред масата? Што има врз масата до чинијата со моркови? Браво! Така е! Во чинијата има 5 колачиња и 10 морковчиња, а колачите се во форма на триаголник и круг. Откако Магдалина ќе изгрицка 2 морковчиња, во чинијата ќе останат 8. Но погледнете, што е тоа што се наоѓа под масата? Извика Стефан, суперхеројот детектив. И тогаш тој од под масата извлече една голема црвена новогодишна капа. Тоа е капата на Дедо Мраз! Извика сите во еден глас. Сигурно Дедо Мраз ја заборавил капата бидејќи се брзал и немал време да се послужи со колачите. Рече Весна, суперхеројот во паметење. Јас паметам од приказната што ми раскажуваше баба, дека Дедо Мраз мора да биде многу брз за да може да стигне кај сите деца во светот за само една ноќ. Затоа ние не можеме да го видиме. Во тој миг се слушнаат звонење на звончиња покрај прозорецот. Се слушна едногласно. И покрај прозорецот прелета големата санка на Дедо Мраз. А од неа насмеан и мафташе лично Дедо Мраз. Дедо Мраз! Вика суперхероите. Ја заборави капата кај нас! И додека тие вика, капата едноставно исчезна од рацете на Стефан и се најде на главата на Дедо Мраз. Сите деца останаа вчудовидени. Ова навистина беше возбудлива авантура за суперхероите.
Иако не успеаја да се запознаат со Дедо Мраз лично, сепак го видоа како поминува покрај прозорецот. Рената ја заврши својата новогодишна приказна и извика: Срекна нова година, другарчиња!